Лена го забележа бројот од провинцијата на идентификаторот и чекаше уште еднаш да задзвони телефонот. Кој ли улав сака да се појави на телевизија сега? Очигледно, беше доста упорен. Го притисна копчето, а затре се посети и ја залепи слушалката на увото. Лена Джиана. Репортерката со намуртено чело го слушаше воведот од другата страна на линијата. Стануваше збор за една медицинска сестра од Дуду, каде што претходно ја имаше направено репортажата за децата на циганите. Да, те слушам. Кажа таа, се уште не заинтересиран, а од другата страна санитара почна да раскажува. Има тука една смртливка што на 11 години успеала да закачи сифилис. Дали можете да замислите, господице Лена, на оваа возраст некој да има сифилис? Затоа помислив дека би можеле да бидете заинтересирани за темата. Лена воопшто не беше заинтересирана. Веќе знаеше за уште 2 дузини деца што беа или болни или злоупотребени, па бидејќи не се работеше за силување или за убиство, не сакаше да ја продлабочи темата. Дали сте свесна каква опасност представува малава? А досега може би го има заразено и цело село со сифилис. Оваа забелешка и светна очите на репортерката. Овој отвореше можност за убав наслов, па затоа праша нешто посочно. А што, да не е проститутка? Да, господице Лена, токму така. Ова девојче не избира со кого легнува во кревет. Му се дава секому и никој со мал прст не мрда. Па, зарем нема родители или некаков старата? Има, токму поради родителите е таква и тие се за никаде. Санитара почна да раскажува за тепањето на Христов и за подмишањето на Елиза, додека репортерката во мислите на брзина ја мереше тежината на темата. Па да, може да помине. Веќе има извод, ги има анализите, ќе заврти уште неколку телефони во училиштето или во општината, ако треба може и ќе тргне до таму. Каде се случуваат настаниве? Точно во Дуду? Да, од спротива, во Новосело, околу 25 километри од Букурешт. Не беше кој знае колку далеко. Океј, ова е вашиот телефонски број? Ќе може да ве побарам? Во ред ќе бидеме во контакт. Во меѓувреме мораше да ја пушти весно. Ако забележи дека има интерес, ќе додаде една реченица во кадрот бидејќи и она ги имаше фотографиите од својата последна нејзина посета. Полека почна да го пишува наслов. 11 годишна проститутка заразила цело село со сифилис. Па да, не звучи лошо. Потоа ја стопни веста без премногу да си ја заморува главата. 11 годишно девојче од Ново село, општина Ичков, се проституира пред очите на своите родители. Локалната здравствена институција утврди дека малолетна проститутка боледува од сифилис и се представува дека голем број мажи низ чиј кревет поминала ја делат истата судбина. Точниот број на заболени лица се уште е непознат. Сакаше да додаде уште нешто, но околу неја имаше голема врева. Операторот ја даде знак дека треба да пресече. Во еден момент што туку доживеал сообраќајна несреќа пратеник од Ворчеја. Во големата канцеларија на новинарската агенција копчињата од компјутерските статури тропа во сите тонови, додека агилните прсти на новинарите упорно бараа слики од пратеникот и неговите податоци. Другата страна на канцеларијата одговорникот на оделот за истражување викаше на сиот глас. Лена, да знаеш дека по половина час ќе го носат оној на судење. Се работеше за едно лице што го имаше убиено татко си од човек, па денеска требаше да се чита пресудата. Репортерката на брзина стисна испрати и во трчање си ја зеде чантата. Лена го одвитка листот и без да ја чита само фрли поглед на листата со 23 имени. Ова значеше дека сите овие имале односи со Елиза. Интересно, ништо за фалење на таа возраст. Лена се присети дека на 11 години ништо значајно не ѝ се беше случило. Веќе на 14 години прв пат имаше секс зад својата зграда со Вики Паслару, кој беше и незиниот прв предмет како новинар. Не беше лошо момче, но го имаа фатено како продава апчиња. Секако дека никому не раскаже за својата адолесцентска љубов, ниту пак би ѝ се допаднало некој да знаеше. Сега многу девојчиња на 11 години го земаат во уста. Лена имаше една братучетка што имаше 12 години и си имаше сликано кола за да им ги испрати фотографиите преку мобилен телефон на своите соученици. Некои таблоиди пишуваа за тоа и ја објавија фотографијата. А да не ни зборуваме за девојчињата што остануваат бремени на 10 или на 12 години, или за девојчето од Англија што абортира, па веста еден месец кружеше по националните канали. Лена реши да пребара на Google за оваа тема и забележи дека има цели страници за бремени или силувани 11 годишни девојчиња. Во истиот момент донесе одлука и брзо напиша: малолетната проститутка која зарази цело село со сифилис, конечно ја предаде листата со клиенти. 23 мажи, меѓу нив и градоначалник. Веста изгледаше доста добро, така што веднаш ја пушти и навргу се најде во весниците, во устите на коментаторите, на уредниците на вестите, збор до збор, од точка до точка. Беше доволно да отвориш еден вестник за да дознаеш каква содржина имаат и другите, бидејќи во овој динамичен свет никому не беше проблем да ги препише вестите од Валахија Ньюс, кои се сметаат за безпрекорни. Лена беше темелот на печатот во државата и тоа многу добро го знаеше. Беше подготвена да си направи уште едно кафе, но
немаше среќа. Пукстар, фестивал на европската литература, од 24 октомври до 11 ноември.